Добро вечер на сите присутни овдека во кампот на Слободата. 32-ти ден сме овдека да го изразиме револтот, протестот против оваа влада која во претходниве 9 години државата ја донесе до оваа дереџа за кој што сме денеска. Во држава во која се бориме за слобода, во држава во која се бориме за демократија, во држава во која се бориме за владење на правото и да зборуваме за животна средина е малце непопуларно, меѓутоа како што поблиску ќе пристапуваме кон Европската унија, така оваа област ќе биде се побитна и побитна не само за граѓаните и сега е битна, меѓутоа за државата и за исполнувањето на правата и должностите за влез во Европската унија ќе ни биде и те како битно. Во држава во која има афера за прислушување, во држава во која има политички затвореници, исто така е многу тешко да се зборува на оваа тема. Да бидеме малку поконкретни. Над 500 милиони евра оваа влада потроши за споменици, а во главниот град и во повеќето градови во Македонија немаме ни пречистителна станица. Панорамско тркало од 18 милиони евра се планира во Скопје, а немаме депонија за складирање на отпад. Имаме една која исполнува минимални услови во Македонија, тоа е Дрисла. Во другите градови немаме воопшто ништо и таму каде што се третира отпадот, тоа е во страшни услови кои не исполнува ни еден стандард по ни еден закон и ни по ни една ратификувана конвенција која имаме како држава. 5,5 милиони евра се планира за споменик на мајка Тереза, а имаме нефункционални мерни станици за мерење на воздухот во државата. 2,5 милиони евра се потрошија за фонтаната, за новата фонтана на плоштадот, која работеше само еден ден. И тука ќе застанам и повеќе нема да зборувам, заради тоа што на сите вас ви е познато што се направи во овие години, односно што не се направи, а се потрошија многу пари. Ја денеска ќе се фокусирам повеќе на Законот за животна средина. Овој закон е донесен 2005 година и од тогаш нааму се направени десетина измени и повеќе на овој закон и се уште нема ни пречистен текст на законот, а не друго. Законот за животна средина е еден од законите во Македонија кој е еден од поусогласените со регулативата, односно со врските што ги имаме преземено како држава кон Европската унија и подзаконските акти сите што следат во оваа област. Ја ќе се осврнам на уставната определба на државата, каде што во член 43 се вика вака: секој човек има право на здрава животна средина, секој е должен да ја унапредува и заштитува животната средина и природата, и Република Македонија како држава обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Како што кажав, Законот за животна средина е донесен пред 10 години во државава, меѓутоа проблемите не се решени практично. Ние имаме добар закон, убаво звучи, подзаконски акти се донесени во годините што следеа после тоа, меѓутоа практично многу малку заживеа дел од имплементацијата и практикувањето на овој закон. Јас сакам неколку работи да напоменам кои се по мене битни во овој закон, кои се третираат во овие години, меѓутоа и доста недоследности кои следат. Ќе се осврнам на локалните еколошки акциони планови кои ги подготвуваат, изготвуваат, односно треба да ги донесат општините, односно локалните самоуправи во Македонија. Во првите години, значи од 90-те години, сите како средства влечеа од меѓународните донатори во Македонија, донесоа некои какви такви локални еколошки акциони планови, меѓутоа во моментов повеќето општини или воопшто немаат донесено, или тие што имаат донесено вакви плански програми, вакви планови, воопшто ги немаат усогласено, односно се истечени како важност. Важноста на локалните еколошки акциони планови е 6 години, а како што кажав, повеќето општини или се застарени или воопшто немаат донесено нови. Обврска на Министерството за животна средина и просторно планирање е да ја води оваа постапка, односно да води и регистар, и во исто време исто така има обврска да ги на општините да спроведат оваа обврска. Исто така во последните години мора секоја општина да направи катастар на загадувачи, каде што на своја територија ќе мора да ги
лоцира сите загадувачи кои се на подрачјето и да води сметка за тоа што они во текот на годината, во текот на период работат. Неколку други обврски кои се од Законот за животна средина, тоа се стратегиските оцени за животна средина, проектите за оцена на влијание на проектите врз животна средина и се разбира елаборатите за заштита на животната средина. Ова се проекти кои се изработуваат во оваа област, за кои проекти за дел од нив издаваат одобренија, односно решенија општините, а за дел од нив издаваат одобренија Министерството за животна средина и просторно планирање. Битен фактор во оваа област е мониторингот и инспекцијскиот надзор. Мониторингот во овие години претходни многу малку се врши, има неколку недоречености. Министерството има неколку инспектори кои ја покриваат територијата на Република Македонија, меѓутоа главниот проблем, бидејќи добар дел од надлежностите се децентрализира на ниво на општините, општините се слабо, односно или воопшто немаат кадар за оваа област, имаат по еден инспектор или воопшто немаат инспектор за областен инспектор за животна средина, или тој ако ги имаат покрива неколку области. Например, еден областен инспектор за животна средина покрива во исто време и оној инспектор за комунални дејности, инспектори за животна средина, инспектор за домување и така натаму. И во тој дел многу малку има и време и надлежности, а и знаење како инспектори кои покриваат повеќе области, за да може да се посветат точно на оваа област.